вечер со топ тема на ваша страна. Со тројка. Вака граѓаните ја оценуваат состојбата во јавното здравство во анкетата што од 11 до 18 декември М-Проспект ја спроведе телефонски на 1000 испитаници. Колку се задоволни од услугата Мој термин? Дали со плаќањето на здравственото осигурување треба да се лекуваат и во приватното здравство? Дали само со врски се закажува кај специјалист? Дали се достапни лековите на позитивна листа? Ова се само дел од прашањето од анкетата што ќе ги коментираме со заменикот министер за здравство Гоце Чакаровски, Јана Миловска-Петрова од Health Group и доктор Дејан Ставрич. Останете со нас, почнуваме веднаш по рекламите. Време е за дебата во топ тема на ваша страна за јавното здравство и ги презентираме резултатите што М-Проспект ги направи во анкетата што ја спроведоа овој месец. Да кажем и дека во текот на емисијата ќе имаме вклучување и од предштабот на ВМРО-ДПМН, каде што мојот колега Огнен Чанчаревиќ ја следи работата на извршниот комитет на оваа партија, која е пред одлука дали ќе биде одложен конгресот, воредниот конгрес кој беше закажан за 22 и 23 оваа недела и дали ќе има согласување партијата да ја води колективно раководство или се ќе си остане по старо. Но најнапред добро вечер и благодарам што дојдовте за моите гости. Јана Миловска-Петрова од Health Group, доктор Дејан Ставрич и заменик министерот за здравство доктор Гоце Чакаровски. Заедно ќе ги коментираме резултатите од анкетата која што кажав дека со средна оцена тројка е оценето од македонските граѓани јавното здравство, што можем да кажем и можеби не е толку лошо со оглед на се што се случува во него. Меѓутоа има и други податоци во однос на тоа колку се задоволни од некои практики, како што е Мој термин и во однос на други прашања. Затоа најпрво ќе го повикам мојот колега Боби Христов да ни каже какви биле одговорите на овие прашања од страна на граѓаните за да можеме да ги коментираме. Боби, повели. Неколку генерални прашања за состојбите во македонското здравство имаме во овој прв блок. Првото прашање е: како би ја оцениле состојбата во јавното здравство во Македонија со оценка од 1 до 5, при што 1 е најниската оценка, а 5 е највисоката оценка? Македонското здравство добило оценка тројка, односно како што се гледа и од табелата, 33,8% дали оценка тројка, 18% оценка 1, 16,3% го оцениле со четворка македонското здравство, 15,8% со петка и имаме 14,6% со двојка и единицата нели 18%, значи 33,8% е средната оценка тројка за македонското здравство. Следното прашање се однесува на една од најконтроверзните дилеми, прашавме, реформи се извинува, дали во изминатите 12 месеци сте ја користеле услугата Мој термин? Одговорите се очигледни, 61,6% одговориле дека ја користеле услугата Мој термин, 38,1% одговориле дека не ја користеле оваа услуга. И во овој дел околу Мој термин имаме неколку прашања за тоа, за колку време успеале да закажат, дали терминот бил навремен, колку време се чекало, но ги оставам жане за текот на понатамошната дебата. Одиме директно на прашањето околу оценката за услугата Мој термин, односно прашањето беше како би ја оцениле услугата Мој термин со оценка од 1 до 5. И според испитаниците на прашањето во нашата анкета, најголем дел или 22,3% дале одговор, дале оценка 5, 19,8% го оцениле Мој термин со тројка, 16,1% со четворка, 10,7% со оценка единица и 6,6% со оценка двојка. Не е занемарлив и оној процент од 24,5% на оние што одбиле да одговорат или не знаеле што да одговорат, и ова се специфични податоци, особено околу Мој термин, реформа која беше многу критикувана и од лекарската фела, но и од пациентите.
Жане? Благодарам Боби, тој даде вовет во прашањата кои се однесува на задоволните или незадоволните од јавното здравство, меѓутоа и што мислат за мој термин. Господин Чакаровски, средната оценка е 3 во однос на јавното здравство. Очекувавте ли ваква оценка и што ги тера граѓаните да бидат незадоволни и да дадат една ваква оценка? Сега сте внатре во процесите и гледате со што се соочуваат едната и другата страна, и пациентите и Министерството. Пред се, добро вечер, благодарам на поканата. Добро вечер и со моите соговорници. Видите, 3 оценка ме изненадува. Ако сватиме дека 5 не постои во светот, не постои идеален здравствен систем, кој би се оценил со 5, за мене 3 е изненадувачка и се надевам дека во понатамошниот тек на вечерашниот разговор ќе ги детектираме проблемите со кои се незадоволни граѓаните. Точно и моето вклучување во партиска и политичка активност беше од тоа. Јас сум лекар практичар и уште во 2008 година заедно со мојот колега Ставрич детектиравме многу проблеми во здравствениот систем, не од аспект само на пациентите и од аспект на давателите на здравствени услуги. Здравството во Република Македонија, ако граѓаните го оценуваат со 3, мислам на јавниот здравствен сектор, се створи една перцепција дека почнуваме да се движиме во права насока. Меѓутоа, ако ги погледнеме наназад работите, ќе видиме дека многу работи кои се направени доведуваат до потешкоти за брзо време да ги решиме тие проблеми во корист и на задоволство на пациент. Доктор Ставрич, вие бевте критичен и кога беше претходната влада во однос на она што се правеше под назнаката реформи во здравството. Се надевам дека ќе бидете искрен критичар и на сегашната влада доколку тоа го заслужува во здравствениот сектор. Секако дека тие ќе тежнат кон некои промени, јас за сега не гледам некои големи процеси дека се направиле во однос на здравството. Што мислите вие за оваа оценка од граѓаните? Па тука се сложам со министерот дека 3 и за мене изненадувачка. Очекував да полошо биде оценето здравството, можеби јас така го прецепирам. Меѓутоа 3 е релативно добра оценка во дадените услови. Како да кажам, не е една беѓа, што вика народот. Значи, не е еден проблем во здравството. Тоа е комплексен систем со многу проблеми и систем кај нас е необходна итна реформа. Значи, на системот здравствен во целост и на системот на финансирање, на фондот за здравствено осигурување пред се, понатаму и на организацијата на здравството. Во делот на критиките, да, испаѓа стално дека сум критичар, меѓутоа реалноста покажува дека е тоа основано. Ние сите може да имаме своји мислења, видувања, идеи, замисли, конструкции, меѓутоа најрелевантна оценка даваат корисниците на тој систем. Тоа се пациентите и сите ние како пациенти. Така да 3 Незадоволително за сега. Добра оценка, меѓутоа незадоволителна. Ние како чинители во тој систем сакаме секојаш да биде подобро. И треба да биде. И ние многу добро знаеме и тоа што не го кажуваме, каде и што треба да се подобри. Сега тоа е оптеретено со многу тешкоти. Заместник министар знае, веќе се соочи со тие пречки бројни, да не кажам зидови, кои треба да се уриваат, восстановени од порано, наследени со годините ложени. Така. Со децени? Да. Ќе разговараме за тоа. Јана, вие работите во невладиниот сектор и правите и вие истражувања во однос на јавното здравство. Меѓутоа, што мислите за овие резултати од анкетата и ова преодна оценка, како да кажам, и верувам дека нема да биде задоволителна за сегашната власт и дека би требало и подобра да биде. И јас се надевам дека нема да биде задоволителна за сегашната власт. Искрено, мене не ме изненадува премногу оценката 3, бидејќи во сите досегашни наши истражувања најголемиот процент биле од делумно задоволни.
пациенти или корисници на здравствени услуги. Меѓутоа, нашите истражувања се секогаш во сублимиран дел и се незадоволни пациентите, според нашите податоци. Меѓутоа, ако ги земеме сите три параметри, многу незадоволен, незадоволен и делумно задоволен или неутрален. Така што оваа оценка добар 3, сепак е добар 3. Да кажам дека највисоката оценка беше 15,8, а најниска 18%. Жените се понезадоволни од што мажите од јавното здравство. Но кога ги прашавме за услугата Мој термин, тие велат дека се задоволни, меѓутоа Чакаровски своевремено во 2014 велевте: Мој термин стана ничиј термин. Проектот постојано откажува, редовно продуцира проблеми на штета на граѓаните лекарите. Тоа стана ничиј термин, низ клиничките ходници се создаваат редови од нервозни граѓани и лекари. А според оваа анкета се покажува дека тие се задоволни и со времето на закажување на Мој термин. 61,6 пациенти го користеле. Размислувајќи за последен пат кога сте ја користеле услугата Мој термин, за колку време најбрзо успеавте да закажете, и велат 19,2 за помалку од 3 дена. Тоа е најголем број велат за помалку од 3 дена, и тоа се однесува и на луѓето од село и на луѓето од град, иако во село помалку успеваат да закажат отколку овие од градот, имате го и тоа во предвид. И велат 49,1 просто закажаниот термин беше навремен. Тие се задоволни дека навреме закажале и на ова во регионите исто така сите сметаат дека навреме им закажувале. Колку време чекале на ред последен пат кога користеле услуга Мој термин? Значи воопшто 14,7, помеѓу 5 и 10 минути 17,6 и до 45 минути само 1,5 или 5,8, многу помалце. Ете, вие го критикувавте, меѓутоа излезе дека е добра пракса и од кога сте вие на заменичката функција не е укинат. Значи да се разбериме, во тој период кога го критикував имаше доста компликации. Бидејќи сум долго во здравството како лекар практичар, значи на почеток ги увидов грешките на системот. Значи кога сакате да воведите нов систем, значи првен треба да ги едуцират тие што ќе го спроведуваат, а нормално истиот да го промовирате и меѓу населението. Ниту населението во Република Македонија беше граѓаните припремени за еден нов начин на закажување на прегледи кај лекарот, ниту лекарите беа доволно едуцирани, ниту пак системот, односно тој софтверот, беше направен така за да лесно се влегува и да се прави таа комуникација меѓу примарните доктори и докторите во секундарна и терцијарна здравствена заштита. Значи, почнувајќи да го критикуваме тој систем, најпоќе го критикувавме заради тоа што ние докторите имавме скратено време на преглед. Значи, основната алатка на секој доктор е анамнеза. Значи, вие не можете за 10 минути да разговарате со пациентот, да го прегледате и барем да поставите работна диагноза. Значи, ние докторите за тоа се буневме. Не се буневме за Мој термин. Називот Мој термин, бидејќи Мој термин не е наша измислица македонска, значи тој е увезен термин. Го оставивте како услуга, дали го зголемивте времето на лекарите за работа во Мој термин? Што променивте од кога дојдовте? Во полза на лекарите и на пациентите во однос на Мој термин? Значи видите, во овој момент, значи во овие изминати 5-6 месеци, и граѓаните, и вие како медиуми сте свесни со какви се проблеми се соочуваше Министерството за здравство. Се соочуваме со проблеми кои не можат адекватно и хитно, интервентно да се решаваат. Разговараме со вработените во Мој термин, кои го направиле тој систем. Му дадовме слобода на докторите да го зголемуваат времето на прегледите, а да не бидат казнувани за тоа, бидејќи имаше една незгодна ситуација во која во случај да наредниот ден не можете да дојдете на работа од X причини, ние докторите сме луѓе, значи ние бевме обврзани во текот на ноќта
да барам информација кои пациенти или пациентки се закажани кај мене, па да можам јас со порака или по телефон да им откажувам, да ги известам. Мислам, а што ќе се случи сега ако пациентите, зборувам од овие места од регионите, дојдат во Скопје на закажан мој термин и не успеат да го најдат докторот? Значи, видите, ние ќе ги информираме. Се поставува прашањето следното. Дали протокот на пациенти од натрешноста према клиниките во Скопје ќе биде толку енормно голем како што е сега? Не, само нема да добијат воопшто известување, сакате да кажете, било да се од Скопје или од друго место? Сигурно ќе добијат информација. Веројатно поработат и други служби, поинтата ми освен докторот во здравството, кој може тоа да го сторат. Сигурно, значи не е работа тоа на докторот. Значи имаме таму и други вработени во тие здравствени установи кои ќе си добијат адекватни задачи. Дури ние ќе промовираме и вработените да се грижат и јавуваат на пациентите дома по заминувањето од болница после во таа постоперативна нега. Значи во тие 3-4 дена додека е на болница даваме таа постоперативна нега, меѓутоа ќе има во тие хируршки гранки соодветно лице кое еднаш дневно во првата недела, а потоа до првиот месец контрола еднаш неделно ќе се јавува и пациентите се со цел да превенираме постоперативни компликации. Ставри се покажа дека оваа услуга заживеала, дека луѓето ја сакаат, дека е позитивна, дека немаат проблем со закажувањето, ниту со чекањето и дека ја практикуваат. Нормално дека постарите повеќе покажува процент дека ја практикуваат, дури по национална основа, еве ги гледам оценките се многу изедначени дека никој нема проблем со ова. Очекувавте ли вакво нешто и ова што вели Чакаровски, докторот можеби бил под притисок кога било лимитирано времето за прегледување, меѓутоа од друга страна веројатно пациентите се задоволни затоа што си го оствариле правото на преглед. Некогаш не можеле ни тоа да го направат. Да, јас ќе останам на мојот став од пред неколку години дека ова де факто и не е реформа. Ќе се изразам грубо дека тоа е една глупост. Затоа што се работи за обичен софтвер кој не треба да е задача на Министерство, не треба да вработува цел тим на луѓе кои го обслужуваат тој проект. Не треба да создава, значи во 21 век, вие на секоја клиника, у секоја јавна установа здравствена која работи со мој термин, има еден запослен администратор кој го обслужува во таа единица системот и комуницира со Министерство. Тоа е за ова информатичко доба малце смешно да речем. Значи тоа е еден обичен проект со кој ниедно Министерство за здравство не треба ниту да се фали, ниту да се жали. Тоа е работа на некој, како да кажам, не е работа ниту на министерот, ниту на најблиските до него. Она што јас го гледав и го гледам се уште како основен проблем на овој проект, на мој термин, е тоа што со мој термин е прекршено основното право на пациентите. Да, според анкетата на тоа прашање, тие се задоволни. Значи го оствариле своето право на преглед, кое може би порано потешко го остварувале. Мада не сум сигурен дека е значително подобрено и тоа. Но, правото на избор на лекар им е дефинитивно прекршено. Затоа што системот ги носи кај оној лекар кај кој има место. Покрај тоа што не им се остварува личното право за избор на лекар, односно им се крши, постои и ризик, значи сериозен стратешки ризик да пациентот не стигне кај оној специјалист кај што треба да стигне или кај оној субспецијалист, попрецизно се изразам, кај што треба да стигне. Значи може да стигне кај субспецијалист гинеколог за стерилитет, а тоа е пациент со малигном. Така. Јасмина, што мислите вие во однос на ова прашање? Од една страна тие може да си го остварат правото на преглед и се задоволни, меѓутоа еве и ова Ставри што вели, па дали ќе одат кај вистинскиот доктор? Ако ги споредиме резултатите, јас искрено се изненадив од овој резултат на вашата анкета дека има толку задоволни од системот мој термин, бидејќи нашите истражувања па го покажа обратниот случај, каде што задоволни биле само 9%. Многу задоволни биле само 9%, делумно задоволни биле околу 70%. Останатите биле незадоволни.
ме изненадува и дека се задоволни од времето на чекање, пошто нашето истражување и тоа го покажа во обратна насока. А интересен момент е дека во нашите истражувања, бидејќи ние веќе години наназад ова го работиме, ако ги споредите резултатите за задоволство на пациентите од можност да закажат термин во 2012 година, пред да биде воведен системот Мој термин, и закажување на преглед во 2017, откако веќе функционира Мој термин неколку години, резултатите се послаби. 2017 пациентите се понезадоволни од можноста да закажат преглед во државно здравство, отколку што била во 2012 година. Има едно подобрување во 2014, меѓутоа се враќаме веќе и поназад од таму од кај што сме само били. кусот и треба во ВМРО да се вклучиме со извршниот. Не стигнав да кажам. Значи, точно е дека од периодот кој е воведен Мој термин е подобрен, меѓутоа тоа исклучува заслуга на лекарите, на практичарите, кои на чии укажувања со тешки маки тие администратори правеа промени таму во министерство и на клиниките и така натаму. Значи, проектот е многу незрело насаден во системот, а тоа што обстои и што се подобри е заслуга исклучиво на лекарите, на вработените во. Сепак има бенефит. Сега Оглен Чанчаревиќ го вклучуваме од предштабот на ВМРО ДПМН. Оглен, почна ли извршниот комитет, дали има изјави од некои од неговите членови, што се случува? Не, Жане. Седницата на извршниот комитет се уште не е почната. Членовите на извршниот комитет се уште доаѓаат во седиштето на партијата. Предпоставувам дека доцнењето е поради протестите кои што се одржуваат низ градов. Инаку, досега во седиштето на партијата пристигна неколку членови на извршниот комитет: Коце Трајановски, Илија Димовски, Антонио Милошовски, Ане Лашковска. Околу очекувањата за тоа што ќе се случи на седницата зборува Антонио Милошевски и Илија Димовски. Илија Димовски рече дека ќе ги презентира своите ставови пред останатите членови на извршниот комитет околу барањето зошто бара да се одложи конгресот во Валандово. Тој најави дека нема да се кандидира за председател на партијата без разлика кога ќе се одржи конгресот и рече дека очекува дека извршниот комитет во суштина ќе излезе со разумно решение кој што ќе има обединувачки карактер во партијата. Антонио Милошевски пак нагласи дека конгресот мора да се одложи бидејќи е нелегитимен и со самото тоа изборот на новиот претседател кој ќе биде избран ќе има товар, односно ќе биде марионета. Предлагам да ги погледнеме изјавите на двајцата членови на извршниот комитет. Се надевам и повикувам на разумни решенија кои што ќе обединуваат. Сепак, ВМРО ДПМН е многу значајна партија. Јас во оваа партија сум 20 на години. Планирам да останам во оваа партија, апсолутно. Јас сум пораснал практично во оваа партија, но ќе се трудам на секој возможен начин да влијам на процесите да одат во позитивна насока. Значи, едногласно беше донесена одлуката за конгресот, но постапките во меѓувреме... Постапките после донесување на одлуката се причинители на нашиот потек. Што доколку не биде прифатено вашето барање денеска и утре на Централен комитет? Видете, хипотетичко е прашањето, во ред, јас пак ќе кажам, не сакам да размислувам во тој правец, сепак се надевам дека ќе се смогне сила да се најде разумно решение. Тоа е најдобро за сите и за оној кој што ќе биде избран за председател на партијата, без разлика кој ќе биде тоа, заради тоа што е потребен полн капацитет. Знаете, ние самите велиме дека Зоран Заев е наметнато решение за премиер на Република Македонија. Ние мораме да избереме и да покажеме дека сме подобри и различни од Социјалдемократскиот сојуз, за да можеме да се надпреваруваме реално на терен помеѓу граѓаните, да добиеме поддршката и да ја срушиме оваа неуспешна и штетна власт предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е концептот по кој што треба да оди ВМРО ДПМН. Ќе поднесете ли вие кандидатура, веќе рокот изминува? Не планирам да поднесам кандидатура, дури и ако се одложи конгресот, не планирам да поднесам кандидатура, заради тоа што мојот став не е базиран на персонални прашања, мојот став е базиран на концептуални прашања. Јас мислам дека ВМРО ДПМН мора да смогне сили да покаже поголема зрелост од Социјалдемократскиот сојуз. Мора да покаже концепт кој што ќе значи широка транспарентност,
голема демократија, отворено, за да можеме реално со таквото наше внатрешно искуство да истрчаме надвор помеѓу другите политички партии, да покажеме дека сме силен конкурент за да ја срушиме оваа неуспешна власт. А кого вие би поддржале за председател? Па не знам, се уште нема ниту една кандидатура поднесена. Не би коментирал од тој аспект. Премногу е хипотетички, премногу имиња се вртат во јавност. Она што можев за себе да го кажам, Значи, дури доколку се одложи Конгресот, јас нема да поднесам кандидатура од аспект да покажам дека е потребно да разговараме за концепти и за политики. Не треба да се затвараме само во персонални и кадровски теми. Повеќе истакнати членови на ВМРО-ДПМН имаме една добронамерна иницијатива, а тоа е дека на партијата во овие периоди на транзиција е потребен кредибилен конгрес за легитимен избор на председател. Новиот председател на ВМРО-ДПМН, без разлика кој да биде, не треба да има хипотеката на председател марионета. Затоа сметаме дека сите можни недостатоци или сомненија треба да се отстрана пред да се одржи конгрес на кој што поширокото членство би дало еден свој суверен избор. Истовремено сметам дека само на таков начин може да имаме консолидирање и на партијата, и на опозицијата и да продолжиме во нашите напори да представуваме политичка алтернатива за неуспешните проекти на сегашната власт. Груевски во 1 до 2 часа Груевски прилично остро реагираше на вашите барања, тој на Facebook статус практично напиша зашто до сега сте молчали, сте била едногласно била одлуката за датумот и за бројот на делегатите. Многу работи кои што сме ги искажале и во 4 очи и во помали средби на кои што сме кажале навремено на забелешките. Но за жал декларативните заложби веројатно биле поважни од ефикасните мерки да се спроведе еден конгрес кој што за широкото членство ќе биде прифатлив и каде што ново избраниот председател нема однапред да биде познат пред да се одржи конгрес. Огнен ги видовме во целост изјавите на Илија Димовски и Антонио Милошовски, меѓутоа претходно се огласи Груевски кој кажа дека конгресот бил закажан со едногласно гласање на извршеното и на Централниот комитет. Што друго кажа во своето обраќање на Facebook? Да, лидерот на ВМРО-ДПМН во оставка Никола Груевски се огласи на социјалната мрежа Facebook пред неколку часа. Во својот долг пост наведе дека, како што рече и ти, сите тела на партијата на ВМРО-ДПМН едногласно ја донеле одлуката за Конгресот. Доколку има барање да се одложи Конгресот, тоа би можело да го стори само Централниот комитет кој ќе заседава утре и тоа би можело да биде направено само со двотретинско мнозинство на гласови. Тој нагласи во својот пост дека тој ги отфрли обвинувањата дека фаворизира било кого за местото на председател на партијата, со тоа што и исто така рече дека само Централниот комитет ќе може да биде тој што ќе ја донесе одлуката да нема конгрес утре во Валандово. Благодарам, тоа беше Огнен Чанчаревиќ кој останува во седиштето на ВМРО-ДПМН. Доколку има некои нови известувања, ќе се вклучиме на крајот од топ тема на ваша страна. Продолжуваме со резултатите на анкетата. Пред да одиме на следните прашања, Чакаровски, дали ќе ги земете предвид забелешките што ги дадоа другите соговорници, особено во делот на тоа кој доктор всушност треба да прегледува во мој термин, дали ќе стигнат до вистинскиот специјалист граѓаните и слично? Ќе спроведете ли реформи? Ајде се да поставиме прашање кој е вистинскиот доктор, а кој е невистинскиот доктор. Па тоа е прашање што го постави Ставрич. Таква дистинкција не можам да направам. Значи, само да појаснам, значи во одредена клиничка област ви имате субспецијалисти за разни работи. И сега, ако е еден за едно, а системот кажува дека нема место, од секундарната здравствена заштита или матичниот лекар го упатува каде што има место. А може би тој субспецијалист не е за тој проблем здравство. Ете вака, вие постручно, јас поедноставно го објаснував. Значи, ако тоа се дешава во системот, тоа е голема грешка. Јас можам да кажам дека имам голема верба во докторскиот кадар во Република Македонија. Имено 80% докторите во
приватното здравство потекнуваат фактички од државното, од јавното здравство. Друг е проблемот. Не е проблемот во тоа дали ќе стигне до вистинскиот доктор. Значи, секој доктор кој школување пред се за доктор, да ги одредува тегобите на пациентот и да помислува на одредена работна диагноза. И мислам дека никој доктор не би се осудил ако, како што кажува колегата Ставрич, дојде некој пациент со работна диагноза или болест која не е негова специјалност, дека нема да го пропрати или дека нема да го упати на соодветниот доктор која познава таа проблематика. Во секој случај, влезот во здравствениот систем малку е отежнат. Меѓутоа и овие прашања поставени на граѓаните треба да ги гледаме од еден друг аспект. Во изминатите 27 години во Република Македонија во јавното здравство не постои континуитет. Јас тоа го тврдам, заради тоа што јас во изминатите години Дејан знај, јас бев председател на самостојниот синдикат за здравство во далечната 95-та година. Значи, во мојата синдикална кариера имав преговарано со скоро 16 министри. И секој од нив се жалеше дека нема континуитет. Системот здравствен, каже доктор Ставрич, е комплексен. Ако вие немате континуитет, значи вие не можете да одите напред. Ако секој министер кој ќе дојди, значи почнува работата од него, па ние уште за стотици години ќе го решиме. Очигледно е така која и власт да дојде, така некако се однесува. Каков е? Значи, се извинувам, здравствениот систем е професионален, значи треба на професионалците. Не трпи популизам. Во изминатите 11 години здравствениот систем најмногу беше користен да му се додворуваат на гласачите на граѓаните. На штета на истите и на штета на нас кои работевме во тој здравствен систем. Значи јас стално си поставувам прашање. Ако министерот за здравство од 7 дена во неделата 8 пати излегува на телевизија, значи нешто не чини со здравствениот систем. Ајде ќе видиме новиот министер дали ќе излегува на телевизија, и предходниот излегуваше многу на телевизија, имаше популарност, имаше дури и една комуникација на интернет што можеше да ја направи. Популарноста се гради спрема резултатите. Така да ќе видиме какви ќе бидат вашите. Каков е квалитетот во јавното здравство? Има неколку сегменти, јавното здравство наспроти приватниот сектор. И она што е исто многу битно прашање, како и кога може да се закаже кај специјалист, дали тоа се прави само преку врски, Боби, кои се резултатите од ова? Во овој втор блок, Жане, од прашања го испитувавме, односно поставивме прашања за перцепцијата на квалитетот во јавното здравство наспроти приватното, но и некои специфични прашања како што се лековите на позитивната листа или односот кон некои специфични категории пациенти како што се хендикепираните или лицата со ретки болести. Од тука првото прашање беше, размислувајќи за квалитетот на услугите и професионалноста, како би го оцениле јавниот здравствен сектор во споредба со приватниот сектор. А перцепцијата во однос на квалитетот е повеќе одвојно на страна на приватното здравство. Овие бројки јасно покажуваат. 67,4% сметаат дека приватниот сектор нуди поквалитетни услуги и професионалност. 25,5% сметаат дека јавното здравство е тоа што нуди поквалитетни услуги и здравство. Специфична е и следното прашање, односно следното прашање од анкетата во однос на достапноста. Огромно мнозинство од граѓаните, еве го прашањето, колку се согласувате дека услугите на приватното здравство поради високите цени се недостапни за вас? Огромно мнозинство од граѓаните смета дека приватното здравство поради високите цени
е недостапно за нив и тој број изнесува некаде тој процент 61,9%, 24,2% до некаде се согласуваат со ваквата констатација, до некаде не се согласуваат или воопшто не се согласуваат. Тоа се сосем мали проценти кои што се однесуваат на достапноста и недостапноста. Очигледно е дека убедувањето е дека приватното здравство е недостапно за поголем број од граѓаните. Од друга страна, кога сме кај јавното здравство, пак граѓаните сметаат дека таму функционираат главно врските. Зошто? На прашањето колку се согласувате со тоа дека доколку немаш познат или врска во јавното здравство, не можеш да закажеш на специјалист, над 68% изјавиле дека врските се битни или поточно 35,3% целосно се согласуваат со оваа констатација, 32 делумно се согласуваат и тоа е таа збирна сума од некаде 68,2%, наспроти 29,7% кои имаат спротивен став или до некаде или воопшто не се согласуваат со тезата дека до специјалист не може да се стигне без врски. Кога сме кај пак лековите, имаме поделени ставови за тоа колку лековите од позитивната листа се постојано достапни или не, иако повеќето го имаат ставот дека лековите се постојано достапни. Значи, прашањето беше колку се согласувате дека лековите на позитивната листа се постојано достапни. Потполно се согласувам и до некаде се согласувам со ова 35,5% и 22,2%. До некаде се согласувам и воопшто не се согласувам. Овие се процентите 20,7% и 18,8%. Она што во последниот период беше актуелно, тоа се лековите за пациентите со ретки болести. На прашањето колку сметате дека јавното здравство се грижи за лицата со ретки болести, 38,6% изјавиле дека малку се грижи, 29,3% дека воопшто не се грижи, што е се заедно е еден голем процент, и само околу 25% до некаде и многу изјавиле дека постои грижа, односно 21,7% изјавиле дека до некаде се грижи државата, а 4,4%, само 4,4% сметаат дека државата многу се грижи за лицата со ретки болести. Слично прашање и слична состојба и во однос на лицата со хендикеп. Прашањето беше колку се согласувате дека лицата со хендикеп се третираат соодветно во јавното здравство. И одговорите се во иста насога, табелата тоа го покажува. Над 57% сметаат дека не се третираат соодветно и околу 33% сметаат дека лицата со хендикеп соодветно се третираат. Од каде произлегуваат тие бројки? Едните се собрани од воопшто и до некаде се согласувам со констатацијата, вториот показател е до некаде се согласувам или потполно се согласувам. И тоа се специфични податоци кои што верувам дека ќе бидат интересни за понатомошниот тек на анализата. Жане Повеле. Благодарам, Боби. Да, видовме дека перцепцијата дека приватниот сектор дава поквалитетни услуги за разлика од јавното здравство и дека приватното здравство поради високите цени сепак е недостапно, 61,9% сметаат дека е недостапно за нив. Меѓутоа, она што е многу интересно е податокот во однос на тоа дали со врски може да се закаже кај специјалист, и над 68% изјавиле дека врските се битни или 35,3% се согласуваат во тоа, 32,9% делумно се согласуваат. Јана, овие резултати вака се навистина пак поразителни, дека пациентите сметаат дека без врски нема лечење. Да. Дали и кај вас се такви податоците? И кај нас, да. Во однос на ова прашање, од квалитативните анализи се гледа дека овие резултати се поклопуваат. Да, пациентите бараат врски за да закажат кај одреден специјалист. Ставрич, како лекар, како одговарате на ова, дека со врски пациентите доаѓаат? Верувам дека во вашата кариера се случило да бараат луѓе врски за да дојдат кај вас. Како не се... само кај мене, кај поголемиот дел од колегите. И зошто мора врски? Пациентите, зошто мора врски? Тоа е вистинското прашање.
Значи, министерот е запознат и као синдикалци, ние се залагавме за тоа да се востанови систем во кој што нема да има потреба да го познавате лекарот. Зашто треба да го познавате лекарот, да имате врски, да го подплаќате и така натаму. Да, мислам дека е тоа честа појава, не нова, тоа е веќе традиција во нашето здравство. Тоа е една од маните на јавното здравство. Тоа е исто последица на маркетингот кој го слушавме во последните 11 години, во кој на билбордите се беше совршено, се беше Швајцарија, а во реалноста, практички осигуреникот, пациентот, ја нема таа услуга која е ветена. Сега, не можам да не се навратам на минатото гостување на министерот. Јас знам, он е исклучително добар човек и лекар. И знам дека нема да врати ни еден пациент, дека ќе го сослуша секој, као што има секојдневно десетици веројатно што доаѓаат со проблемите. Но за жал, тоа е доказ дека системот не функционира. Штом пациентот стигнал до заменик министар со проблем кој можел да го реши собен лекар, требал да го реши, требал шеф на одделение на одредена клиника или установа да го реши. Во крајна линија директорот на таа установа да го реши. И така натаму. Има ред инстанци пред министерот и заменикот министер. Меѓутоа, еве сведоци сме, десетици пациенти секојдневно се обраќаат во кабинетот. Добро, ама кај нас е обичај да се обратат во кабинетот за да завршат работа. Тоа е едната работа. Втората работа е некои од докторите се поквалитетни, како и во секоја професија, некои можеби понеквалитетни. И третата работа, од една страна немаат проблем со мој термин, ама од друга страна кај специјалист многу потешко доаѓаат. Интенција е очигледно и вие можеби тоа го знаете, особено од внатрешноста луѓето да сакаат да дојдат кај специјалист во Скопје или кај некој друг лекар. Значи од една страна е право на пациентот да одбере кај кој ќе се лечи можеби и тоа право не може да му го ускратите. А од друга страна, па и која е довербата ако не го познава лекарот, а се работи за специјалист, не е така едноставно. Кој систем вие ќе го направите кај што лекарот нема да го знае пациентот? Ја туку така не би отишла на лекар така. Значи тоа е само еден дел од проблемите со кои пациентите се обраќаат во кабинет дневно. Се обраќаат верувам и со сите други видови на проблеми. Меѓутоа, поголемиот дел од тие проблеми треба да бидат решени пред кабинетот, односно треба да бидат решени во јавните здравствените установи, генерално. Еве, како ова да се реши, и јас мислам дека не е едноставно прашање. Не е едноставно прашање заради многу причини. Значи, пациентите се во право, меѓутоа мојата констатација е следна. Ако пациентот има матичен лекар, значи матичниот лекар е избор на пациентот. Никој не му го натури. И тој има полна доверба во собствениот матичен лекар или во иднина фамилиарен лекар. Значи, она е за што се залагавме. На примарно ниво, контактот меѓу пациентот и матичниот лекар воспоставува иден контакт спрема секундарна здравствена заштита и спрема терцијерна здравствена заштита. Ние мора да разграничиме дека. Еве пример ќе ми дам. Значи во Македонија спрема бројот на населението енормно многу снимки на компјутеризирана томографија и магнетна резонанца се прават. Добро, зашто не се диагностицира тоа во порана фаза, да не мора да стигне до магнетна резонанца? Не разговараме за потреба каде што има. Не разговараме за желба. Заради тоа што се предпоставува, односно е пласирано дека таа апаратура, компјутеризирана, веќе и лечи. И пациентите сакаат да се сликат, оти и комшивката се сликала. Видете, за да стигнете до магнетна резонанца не е лесно, особено во јавното здравство. Сега... И термин туку така нема освен со врски. Не. Значи, вака се... Ако е толку голем бројот на корисници, неверојатно е доктор Ставрич добро кажа. Значи, врските. Значи, ако препорачам јас од Битола пациент во Скопје, јас се надевам дека колегата во Скопје спрема тој пациент ќе има ист начин на однесување и како према оној пациент кој не дошол со врски.
Значи, дали тука размислуваме дека се работи за некој ментален склоп и кај граѓаните, и кај докторите, јас отворено ви кажувам дека односот на докторите треба да биде еднаков према сите пациенти. И ние сакаме да направиме ред. Значи, ред да направиме, да. Видите, во светот сегде постојат популарни доктори, па и во Република Македонија. Има доктори кои се повични, поголемо име во своето знаење. А замислите дали тие можат да бидат 24 сати на услуга на пациентите. Дали сте биле во очна клиника, на клинички центар? Например, таму јас секогаш кога одам на преглед, гужвите се неверојатно големи. Сите доктори се обидуваат да ги обслужат пациентите, ги има од цела Македонија, сите се закажани со мој термин, системот функционира во смисла на администрација, меѓутоа луѓето не можат да бидат обслужени од тие преголем нивниот број. Значи врските се и од таму што сите се упатуваат на преглед кај одредени доктори. Точно е она што го зборував пред 10 години. Значи пред 10 години јас почнав да зборувам дека за 10 години, значи во далечната 2007-2008 година, дека на Македонија иследи бела чума, дека ќе нема доволно лекари. И замислите, ако еден офталмолог има во Охрид, во Кичево нема, во Прилеп еден, како може тој да ги обскрбува, односно потребите на тие пациенти? Тие сите ќе се слеат во Скопје. И во Скопје да има 20, 30, 40 на офталмологија. Капацитетот не е таков, да можат сите да ги обслужат во одредено работно време. Ме разбирате? Значи, во исто време тие мора да дадат на операција доктори и да примаат пациенти, им се случува до одредено саат да примаат пациенти, па после да оперираат, па после друго да прават. Значи, затоа ние почнавме веќе во изминативе неколку месеци. Значи, им овозможуваме на докторите од клинички центар не пациентот да иди према докторот, него докторот да оди према пациентот. А тоа што значи? Да одредени доктори од одредени специјалности добијат дозвола да работат и да оперират во центрите во внатрешност. Како би се намалил протокот на пациенти од цела внатрешност во клинички во Скопје. Клинички во Скопје изгледа од аспект на апаратура, на кадар и сите, значи интересна јавна здравствена установа за целокупното население во Република Македонија. Меѓутоа, зошто пациентот да се малтретира, ако веќе можеме да си дозволиме да во недостаток на кадар дел од вработените од клинички центар, оние кои се чувствуваат стручни и постручни да ги извршуваат тие операции во внатрешноста. Значи и да патуваат. Ќе видиме каква ќе биде реакцијата на лекарите во однос на ова прашање. Едно од битните прашања беа лековите на позитивната листа. И во однос на оценката на граѓаните, дали тие ги наоѓаат на позитивната листа, главно одговорот е дека ги наоѓаат овие лекови, меѓутоа Јана проблем е сепак кај многу групи на граѓани да ги платат лековите што ги нема на позитивна листа. Од друга страна, јас морам да подсетам дека секогаш е битка меѓу веледрогеристите и Министерството за здравство, чиј лек ќе се најде на таа позитивна листа. Какви се искуствата? Кога ќе ги прашате пациентите или ние кога ги прашуваме пациентите, во главно се незадоволни од тоа што го има на позитивната листа. Веројатно очекуваат дека и понови лекови, и поквалитетни лекови или лекови препорачани од докторот ќе ги има во секој момент на позитивна листа, што не е така. Меѓутоа, за состојбата на лековите и на она што можеш да го набавиш, конкретно не сме правили истражување за лекови. Од друга страна, се жалат на големите трошоци во здравството пациентите, посебно тие што се во внатрешноста на државата, бидејќи и од друга страна и тоа, како што кажа заместник министерот, самото доаѓање до Скопје за одредена услуга нив им го зголемува трошокот за здравство. Доктор Ставрич, во однос на лековите, дали како лекари сте принудени заради маркетинг, заради одредени, некојаш и ние знаеме да напишеме во некои истражувања, докторот е поврзан со одредена фармацевтска компанија, со одредена веледрогерија, па препорачува еден одреден лек, па тие плаќаат конгреси, патувања, атрактивни места за да ги придобијат лекарите и слично. Дали овие оценки ми се паушални само или вистините? Ова се вистините оценки. Тоа е
Сега искрено ако зборуваме, тоа е пракса, не само во Македонија, секаде во светот. Постои поврзаност помеѓу компаниите и лекарите, поготово практичарите кои ги назначуваат, препишуваат, употребуваат тие лекови. Така да некој реципроцитет компаниите искажуваат на тој начин со финансирање на конгреси, на јавни настапи и така натаму, стручни. Тоа е работа која не е нова, екзистира цело време. Дали пациентот би го добил вистинскиот лек во тој случај? Тоа е веќе длабоко некој доктор прашање. ќе фаворизира еден лек, друг лек. И сега тука е прашањето што е вистинско. Тука е прашањето, ако се работи за генерика, ако е лекот од иста генерика, кој е значи истиот состав, тогаш е помалку важно за кој производител се работи. Секако мислам дека позитивната листа наша е доста застарена, доста стара и бара проширување, затоа што долго време не е воопшто проширена, не е апдейтирана со нови препарати, нови генерации на лекови кои треба да влезат во употреба. Во делот на лековите мислам дека имаме и погорливи прашања денеска, значи соочени сме со една, јас би ја нарекол, реално криза. Не во здравствениот систем, во нашето општество. Ако е вистина тоа што кружи како информација па и од највисоките инстанции дека постојат во употреба фалш лекови, фалсификувани лекови. Да, тоа беше моето следно прашање до заменик министрот. Мислам, тоа е страшно. Меѓутоа, тоа прашање до денеска не се расчисти и не се одговори конкретно. Вие, сите спорни лекови се повлечени и граѓаните не треба да се грижат, беше вашата препорака. Меѓутоа, велите, дозволете институциите да работат врз случајот, а сите спорни лекови се повлечени и граѓаните не треба да се грижат. Прво, како утврдивте дека се спорни, кои лаборатории направија преглед дека се спорни? Второ, не е едноставно да кажете дека граѓаните со години користеле одредени лекови кои сега одеднаш кога дојдовте вие на власт ги направивте спорни. И трето, дали ова не значи политика и поместување на веледрогериите и оние кои ќе бидат во позитивните листи ќе даваат своји лекови, значи си отиде една власт која што може би фаворизирала одредени фирми, сега доаѓа нова власт и носи нови веледрогеристи. Значи ова околу лековите е секогаш поврзано со прашањето во истражувачкото новинарство колку во Македонија царува таа фармацевска мафија. Значи јас не сум истражен орган да кажам колку царува, има други институции кои ќе го кажат. Меѓутоа кажете барем за спорниве лекови, и тоа некако се започна. Позитивната листа. Значи позитивната листа е застарена. Треба да се менува. Делот тие... Само момента, микрофонот ќе мора да го наместиме, ви падна во меѓувреме, ако може да го ставите да продолжиме. Така, само еден момент. Извинете, се случуваат и вакви работи. Не е намерно дека кај вас сме го откачили. Повелете. Значи, има лекови кои треба да се тргнат од таа позитивна листа. Значи, стручна екипа во Агенцијата за лекови, од Министерството, ние постојано дискутираме, ќе ги вклучиме и веледрогериите, сите стручни и релевантни од фармаколошки факултет и од институти, од фармацеутски факултет, да видиме кои лекови се застарени и да ги тргнеме од таа позитивна листа, а во рамките на економските можности да можеме да ја прошириме позитивната листа со нови генерики. Значи, македонските граѓани тоа го заслужуваат. Се во рамките на можностите на фондот. Меѓутоа, друго се поставува прашање. 22 милиони рецепти. Замислите колку ние сме според последниот попис, иако знаеме дека енормно број на население се иселило, во Република Македонија за ова година има 22 милиони рецепти. Аптеките пријавено во Добро, тука има, да, луѓето сакаат веројатно да пијат лекарства едната работа, а втора е зашто лекарите препишуваат. Полипрагмазија можна е, меѓутоа не верувам дека ова е, ќе го провериме како податок, што се однесува до она што го кажавте. Значи, како Министерство за здравство, на мал сомнеш, на дојава. Значи, ние не смееме да дозволиме во истиот момент која ќе го имаме, да го пуштиме
лекот во проток. Ние Ова мора да беше го дојава провериме. од некој? Мене ме како одеднаш лековите станаа спорни? И зошто нема до сега конкретен резултат во однос на нивната спорност? Затоа што претходната влада и претходниот министер тоа го набавувал во други земји. Министерството за здравство основна цел е да се грижи за здравјето на населението. Ама знаете колку е страшно кога ќе кажете дека има спорни лекови, а не кажувате кои се тие и зошто се спорни? Затоа што велите дозволите институциите да работат до кога ќе работат, а до кога тие лекови ние ќе веруваме дека сме пиеле штетни лекови. Ама дали вие и вториот дел од мојот одговор на тоа прашање го слушнавте? Дали постои негде во светот институција која за 24 сати ќе каже дека овај лек според дојавата е фалсификат или не е фалсификат? А кога колку време е потребно да кажете? Значи институциите си го работат тоа. Кои институции можете ли да ни кажете? Агенцијата за лекови, добро, кои лаборатории? На фармаколошки факултет, на фармацевтски факултет постои, овој фармаколошки институт на фармацевтски постојат. Ние во овој момент бараме ние бараме референтни центри. Значи бараме референтни центри, сакаме да склучиме договор со нив. Меѓутоа правиме од друга страна со законот за паралелен увоз, значи измени во тој закон кај што се поставени ригорозни мерки за квалитет. Значи, од моментот, значи, кога ќе се во таа земја кај што се земат, непосредно ја кажува Турција, веќе во тој момент сме сигурни дека лекот е со одреден квалитет и со сертификат од производител. Ме разбирате? Значи, перцепцијата е дека сите набавени од Турција се спорни? Не, во никој случај. Бидејќи Турција се поврзува со паралелниот увоз. Значи, спрема паралелниот увоз, значи лекови. Значи, спорно е тоа што паралелниот увоз во Република Македонија се направи да ја снижи цената на лековите. Ме разбирате? Да ја намали цената на лековите. Нас не ни е битна цената на лековите. Нас ни е битен квалитетот на лековите. Зали со тоа ќе отворите простор за влегување на веледрогеристи блиски до власта кои ќе донесат лекови како што вие велите. Ќе се зголеми сега пак цената на лековите, а тие би биле квалитетни, оти нема да дозволите паралелен увоз. Што ќе значи па тоа за граѓаните? Нема да дозволиме, никој не рече дека нема да дозволиме паралелен увоз. Само ќе направиме по-ригорозни контролни механизми. А оти до сега ние 11 години така сме пиеле апчиња кои што Не велам дека, видите. И вие може сте ги пиеле. Видите една работа. Значи секогаш кога ќе се смени власта носи политика за позитивните листи и за лековите и што ќе има таму и што нема да има, затоа што секогаш според она што е 25 години сум новинар, се работи за политика, за фаворизирање на одредени веледрогерии. За фаворизирање, значи едните со своите, другите со своите. Значи јас можам да ви ветам. Јас сум од Битола. Во Скопје не познавам ни еден газда на веледрогерија. Добро, ќе има нов министер, може тој ќе ги позна. За тоа не можам да тврдам. Во овај момент, политиката на Социјалдемократскиот сојуз, на ова реформска влада, значи, нулта толеранција за корупција. Добро, ќе видиме, наше е да истражуваме и понатаму и да ги сочекаме резултатите од институциите. Во однос на лековите кои се за ретки болести, во ова студија имаше една жолчна дебата со вас, и лицата, значи генерална е оценката дека малку јавното здравство се грижи за овие лица и за исто така и за лицата со хендикеп. Оваа перцепција верувам дека не е нова и дека е константна. Не е нова, ни за нас, константна е, да. Во 2013 година, после самитот на Health Grouper на тема кога е фер да се каже не, пациентите со ретки болести влегоа во позитивната листа на лекови и тоа беше еден огромен напредок за нив и позитивен исчекор напред, бидејќи веќе почнавме да гледаме случаи на нормален или нормализиран живот на тие пациенти. Не знам од која причина, нити никогаш добивме информација од која причина, беа минатата година тргнати овие пациенти од позитивната листа, што е враќање чекор на нас. Од оние информации кои што стигнаа до нас. Ние конкретно не сме ги истражувале оваа група на пациенти, бидејќи нашите истражувања се секогаш општи на општото население, сите како пациенти. И што ќе се случи понатаму, јас се надевам дека ќе има повторно позитивен исход.
Ставрич, што ви се случува кога треба да препишете лек на пациент со ретка болест, а тоа не можете да го направите, тој не може да го најдете, а се прескапи? Јас за среќа во мојата пракса немам такви пациенти, или немам многу такви пациенти и не препишувам такви лекови. Не сум многу ни запознат со овој проблем. Меѓутоа знам дека е генерално проблем кој треба да се доработува, да се решава и да се регулира таа област. Само би додал дека ни болните со чести болести не се баш задоволени со кој што зборевме претходно и со позитивна листа и со достапност и така натаму. Требаше да се отвори една дебата во ова студио за да се дознае дека постоеле набавени лекови одредени за луѓето со ретки болести, тие седеле во депоата. Моето прво изненадување беше зашто вие од кога сте дошле во министерството тоа не сте го обзнаниле, туку мора да ве прашат тука директно. И дали ќе остане само набавката на тие лекови што ги најдоа и ги одевме да ги бараме и ние новинарите заедно со вас, и тоа беше навистина еден поразителен факт. Дури да постојат лекови да не им се доделени и да не знаеме до денот кога имаше дебата тука дека постоеле. Значи, Ако владата претходно ти пак ќе речете минатата влада ги купила, па ги складирала, па ги молчела, па вие сте имале, тука сте веќе на власт колку месеци од СДСМ, па зашто вие не сте ги обзнанили и поделиле порано? Да не биде се минатата влада, што вие? Според мене имаше погрешен систем на информирање. Погрешен систем на дистрибуирање. Меѓутоа и вие од кога сте дошле и сте знаеле зошто не сте ги дистрибуирали? Не, од моментот кога дознав за 3 дена го решив. Вечерта дознавте кога госпогите беа тука и тука кажавте јавно? Првен ден на работа. За тие лекови кои тие кажаја, тогаш тие лекови ги имаш. Тоа што до тогаш во изминатото пред 6 месеци некој се јавувал по телефон на веледрогерите без знаење на министерството да ги достави до депото, тоа е мината работа. Што вие ќе сторите во однос на овие пациенти да се вратат некои лекови на позитивните листа, како што кажа Јана? Една работа. Првен треба да, Комисијата за ретки болести треба да си работи својата работа. Да дефинира, има дефиниција за ретка болест. Нас ќе ни се зголемува тој број на пациенти со ретки болести. Ме разбирате? Не се работи само за пациентите со ретки болести. Се работи за пациенти кои користат скапи лекови, а не се вклучени во ретки болести. Значи една терапија кошта од 8.000 до 10.000 евра на месечно ниво. Ние посветуваме внимание, затоа правиме анализа. Што се однесува до ретките болести. Значи има едно депо, а 6 клиники користат спрема постоечките законски регулативи и она што е внесено во ретки болести, лекови за пациенти со ретки болести. Значи, во изминатиот период ние направивме напор, поставивме сега за овие недела 2 координатор во Министерството, координатори во тие клиники, благовремено пријавување до Министерството, не од денес за утре, него дека бројот на лекови ќе се намали за 4 месеци. Значи, во идните 4 месеци пациентите ќе бидат сигурно, не дај Боже, некоја елементарна непогода. Тие лекови се набавуваат на годишен тендер. Значи се носат еднаш годишно, а се повлекуваат од веледрогерите спрема потребите на пациентите. И никогаш поиќе нема да дозволиме, јас се надевам, нема да дозволиме, да ги ставиме пациентите во агонија да мислат дека еве нивниот лек уште ден-два па ќе го нема повеќе. Пауза за реклами и одиме во завршница на анализа на прашањата од анкетата за јавно здравство. И последното прашање од анкетата, кое што Боби ќе ги каже резултатите, е дали сметате дека со плаќање на здравственото осигурување треба да биде возможно лекување во јавниот и во приватниот сектор? Еве што покажа анкетираните. Да, Жане, тука поставивме едно прашање и добивме многу конкретен и прецизен одговор. И доколку се размислува за каква била реформа во здравството, тогаш според ставовите кои произлегуваат од оваа анкета, тие би требало да одат во насока секој да може да бира
каде да се лекува. Имено на прашањето дали сметате дека со плаќање на здравствено осигурување треба да биде овозможено лекување и во јавниот и во приватниот сектор, ставовите се недвосмислени и ни ги покажува оваа анкета, оваа табела, а тоа е дека 91% сметаат дека здравственото осигурување треба да покрива услуги и од приватното здравство, а само 7% сметаат дека здравственото осигурување треба да покрива услуги само од јавното здравство. Сега вакви модели имаме и во многу земји и дали ова е сето возможно да се изведе оваа перцепција или желба на граѓаните, останува да слушнеме во натамошниот тек на дебатата. Поверите. Благодарам, Боби. Јана, да, кажи Боби, постојат многу модели, меѓутоа очигледно дека се бара генерално за парите што ги уплаќаат во фондот да добиваат можности во приватно да се лечат. Можно ли е тоа во вакви услови во Македонија и со овој процент на уплата на пари во фондот? Тоа е прашање за заменик министерот. Тоа секако дека ќе биде прашање во однос на светските искуства, ве прашувам. Или... Јас не би можела да ви кажам во однос на светските искуства, бидејќи постојат и вакви и такви искуства, постојат и како што каже и Боби, секакви модели на модерирање на или моделирање на здравственото осигурување, а да и нашите анкети и пред 5 години и сега покажуваат дека пациентите бараат со придонесот за здравствено осигурување да можат сами да бираат каде ќе се лекуваат, дали во државно или во приватно здравство. Ставрич, од аспект на лекар, што би значило тоа за лекарите, ако може ова да се смени во однос на конкурентноста? Па би значило доста и тоа мора да се промени. Тоа и го кажав пред кога реков дека реформите мора од фондот за здравствено осигурување да почнат. Че мора од касата да се почне. Проблемите во досегашниот начин на финансирање се бројни. Значи, проблемот во јавното здравство е партизацијата, која не можам да кажам дека и сега не е присутна во новата власт, за жал. Значи, поставувањето на партиски директори на институциите и на клиниките во крајна линија, кај приватните здравствени установи е друг проблем на финансирањето. Значи, и таму се осеќа политичкото влијание. Значи, немаат сите приватни здравствени установи договор со фондот за давање на здравствени услуги на осигуреници покриени од фондот за здравство, туку они кои се подобни. Да не шпекулирам со други форми на соработка. Има многу едноставно речење и тоа во нашиот систем постои во дел. Значи, инвитро фертилизацијата е така дизајнирана да пациентот добива ваучер со одредена парична вредност и го користи каде сака. Сака во некој од приватните болници, сака на клиника, било каде. Морам да кажам дека и Косово е понапредно во тој дел од нас, односно таму во повеќе делови на болнички услуги кои ги добиваат пациентите имаат такви ваучери кои ги користат. И сега тој има одредена вредност, ако е 500 евра, ако 500 евра е во некоја установа услугата, си ја покрива со ваучерот, ако е поскапа може да доплати. Значи, тоа се тие основни промени кои би требало да се воведат во системот на финансирање. Така и компетицијата, односно конкурентноста, ќе биде ставена на реални, не на вакви артифицијални основи како сега. Чакаровски, можно ли ова? Сепак субвенционирањето е во поглед на инвитрото покажа дека може да постои одреден модел, ова што го вели господин Ставрич и во Косово. Тоа е само една почетна фаза, ќе направите ли напор тоа да се случи? Да, инвитрото покажа на штета на клиниката за гинекологија, каде за прв пат почна тоа да се работи. А со 7,2 придонес за здравствено осигурување, сега граѓаните на Република Македонија за оние услуги кои не можат да ги добијат во јавното здравство, можат да се лекуваат во приватните здравствени установи со кои фондот има договор. Меѓутоа, друга работа треба да кажеме. Значи, има повеќе модалитети. Ова што го видовме на екраните во изјавата на Боби, не постои земја која со одреден принцип и ваков модел на здравствено осигурување, Бисмарков модел на здравствено осигурување, каде сите плаќаме во фондот за здравствено осигурување, а користат оние кои имат потреба, значи можат да користат и приватни услуги во приватни здравствени установи.
можда најдалеку стигнала Канада, меѓутоа економската моќ меѓу Канада и Република Македонија сите знаеме колка е. И има модалитети, ги размислуваме и тие модалитети. Меѓутоа, првен да ги направиме овие помаци во здравствените реформи. Нас основна здравствена реформа треба да ни биде како да ги задржиме докторите. Значи, ние имаме кусок на доктори во секоја област. Значи, интенција моја и во Министерството и на владата треба да биде како да ги задржиме докторите во јавното здравство. Ако не ги задржиме докторите во јавното здравство, тоа џабе ќе ни биде да зборуваме за реформи, џабе ќе ни биде да зборуваме за модалитети во здравствено осигурување, бидејќи основниот двигател, докторот, во јавниот здравствен сектор ќе го немаме. Или ќе го имаме во многу мал број, и тоаш пациентите уште повеќе ќе ни бидат незадоволни. Ви благодарам на сите што учествувавте во анализата на одговорите на анкетата поврзана за јавно здравство. Само да напоменам дека беа повикани и луѓе од минатата влада кои работеа во сектор здравство, очигледно сепак имаат вечерва настан, извршниот комитет заседава во партијата, се соочуваат со конгрес, дали ќе имаат раководител или раководство и слично, и речиси сите поради оваа причина одбија присуство, иначе ќе беше дебатата по очи во очи во однос на тоа што направиле тие, а што би направиле вие. Совест. Како причина? Ви благодарам многу што бевте дел од топ тема на ваша страна. Благодарам за вниманието и вам, почитувани гледачи, останете со програмите на Телма, ќе известуваме за случувањата и во ноќно студио вечерва со Боријан Јовановски.